Останува ли јануари најдолг, најскап и најдепресивен месец во годината? Граѓаните согласни дека големиот број празници во текот на месец јануари носат и многу поголеми трошоци, па токму затоа почетокот на годината се смета за најскап период. Цените на производите се високи, велат анкетираните, па токму затоа едва и се поминува месецот. А иначе слушај што е поскапо, најскапи у јануар. Кога ми скапи, тоа не знам како народот преживува со овие мали ниски пензии, ниски плати. Па ташно е, долг месец е, празници има. Важно долг месец и плюс со оваа скапотија, не знам народот како преживува. Најпотрошени сме, тај месец најскап не доваѓа, највише. Значи потрошиме парите повише по лекарства, по тие работи и празници толку нема. Скапо е се, не можеме ништо да купиме. И не прашуваме, тачно најскап. Трошоци, празници, долг, нели, сите празници православни и уште ден има на 31 да го прекараме, од 1 февруар лакше ќе дишеме. И најскапи, точно. Тоа е дете. Дополнително експертите тврдат дека третиот понеделник во јануари најмногу се чувствуваат ефектите од долгата зима, а со право се вели дека е најдепресивниот ден. Со години третиот понеделник во јануари ја носи неофицијалната титула најдепресивен ден во годината и е познат како син понеделник. Експертите велат дека тогаш најмногу се чувствуваат ефектите од долгата зима, празничната еуфорија поминала, банкарските сметки често се празни поради декемвриските трошоци и се уште има многу време до следната плата.